Трета година поред, на овој ден се сеќаваме на 24 февруари 2022 година, кога светот беше сведок на почетокот на руската инвазија врз Украина. Акт кој со ништо не беше испровоциран, ниту предизвикан од Украина. Инвазијата која започна режимот на Путин и тогаш, и денес, потврдуваат дека и во 21. век на европско тло постојат и за жал владаат диктатори. Владетели на кои јас им е поважно од ние. И затоа како демократски општества не можеме и не смееме да оставиме Украина сама. И тогаш, и денес, ќе бидам гласна во повикот дека Украина сме сите ние и дека поддршката и помошта која ја даваме мора да биде повидлива и пореална. Затоа што не смееме да заборавиме дека и тогаш и сега Украина е живиот штит на Европа од режимот на Путин. Деновиве често се поставува прашањето дали Путин победува. Не сум воен експерт, знаете. Но логиката, а и фактите велат дека Путин е веќе поразен. Она што требаше да биде 48 часовна инвазија и освојување на Киев се претвори во 3 годишен отпор, решителност, храброст и одлучност. Одлучност да победи демократијата и иднината на самостојна и независна Украина. После 3 години Путин прв седнува на преговарачкото столче и бара примирје. Тоа не е затоа што му е грижа за илјадниците загинати од двете страни, туку затоа што знае дека војната е изгубена. И затоа нашата поддршка за Украина не смее да престане. И сите ние заедно мора да останеме со Украина до крај. Затоа што денес Украина не само што се брани од агресијата, туку се бори за принципите врз кои почива мирот во Европа. Република Северна Македонија има историја на тешки политички и економски предизвици, би рекла и безбедностни. И затоа длабоко ја разбираме важноста на меѓународната солидарност и поддршка. И тоа треба да го покажеме и сега, како што го покажувавме од почетокот на агресијата. Лично јас верувам дека и сите ние ги поддржуваме сите дипломатски напори кои имаат за цел постигнување на праведен и траен мир. Мир што ќе биде во согласност со меѓународното право и волјата на украинскиот народ. Не сакам да бидам драматична, но ќе завршам со пораката дека иднината на Украина е иднина на Европа. Нашата заедничка одговорност е да обезбедиме сигурност и одржливост на одлуките кои ќе бидат донесени. Слава Украина!